Повторно сме во студиото на Македонија денес и повторно имаме позитивна енергија, како и не би било кога имаме гости кои што навистина зрачат со убава енергија и успеваат тоа да го пренесат кај нас во студиото, а ние се надевам дека успеваме тоа да го пренесеме и во вашите домови, така и ова утро понеделничко, по првата тема која што беше наменета за децата и начинот на воспитување, воведувањето или не на казните како метода. Зборуваме за нешто што би сакале веројатно сите да го направиме. Редизајнирај својата реалност, се вика нашата тема на која што ќе разговараме, а всушност сакаме да дознаеме како да направиме промени во нашето секојдневие за да бидеме посреќни, да бидеме поуспешни, поисполнети и задоволни со себе и со нашиот живот. Веројатно дека честопати и вие доаѓате во фаза кога не сте задоволни од она што се случува во вашето секојдневие и во вашиот живот, недостасува нешто, а токму тоа нешто треба да го направите самите за да ги почувствувате промените и да се почувствувате токму така среќно, исполнето и задоволни со себе. Станува збор за една работилница која што се случува на 20 февруари во ТЦЦ Гранд Плаза од 18 часот, каде што сите оние кои што ќе сакаат да дознаат нешто повеќе во однос на редизајнирањето на својата реалност, ќе може тоа да го сторат со нивното присуство и разговорот кој што ќе го водат мотивацијските говорници Наде Молеровиќ и Жарко Костич. Ова утро во студиото ни гостува Наде Молеровиќ, со која што ја најавуваме оваа работилница, но изборуваме за тоа како да ја промениме својата реалност. Наде, добро утро и добро дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Ви благодарам за убавата најава и за најавата на нашиот настан со Жарко Костич, за кој што ние ветуваме многу енергија, многу добри идеи, разговори, инспирација, мотивација и желба да сепак направиме нешто најдобро за себе. Не се сомневам дека ќе имам нешто помалку од супер позитивна енергија токму на овој настан, благодарение на вас двајца што секогаш ќе знаете да прозрачите позитивно и да ги инспирирате луѓето околу вас да го направат првиот чекор кон промената. Не секогаш сме задоволни од реалноста и вие сте се почувствували ли некогаш дека не сте задоволни од она што ви се случува лично? Па секако, сите ние имаме своја реалност. Вела дека секој човек на планетава Земја, колку што не има, толку различни реалности постојат. Значи, ако не има 7 милиарди или нешто повеќе, замислете, 7 милиарди реалности за секоја индивидуа. Тоа значи дека ние навистина се разликуваме по своите реалности, што значи што е тоа наша реалност. Значи мојата реалност е моите уверувања, односно она што моите родители ми го садиле како начин на воспитување, негување, тоа што во училиштето сум го стекнала, со секојдневните комуникации, луѓе, настани, ситуации и така натаму, тоа се едни уверувања кои што ние нели ги имаме и прашање само дали ќе ги прифатиме, нема да ги прифатиме. Потоа нашите мисли се исто така нашата реалност, нашите однесување, нашите емоции се реалност. Затоа ако сватиме и разбереме дека толку многу реалности има околу нас, ние треба да се прифатиме и да го разбереме дека другите околу нас не можеме да очекуваме да имаат нашата реалност, да го имаат нашиот поглед на светот на нештата, да ги разбираат нештата и светот околу како што ние тоа го правиме. Значи, првата работа за да бидејќи ние не можеме да ги промениме реалностите на луѓето, нели? Ниту па можеме да ги промениме луѓето. Што вика мојата најдобра пријателка Данче, вика Наде, никогаш не можеш да ги промениш луѓето, тоа да ти биде јасно. Единствено што можеш да направиш е да се прилагодиш или пак евентуално ти да ако сакаш ти да се промениш, да ја прифатиш таквата ситуација каква што е, или па ти да се обидеш нешто да промениш ке себе. Значи, како викаат, илузорно е да бараме луѓето да се менуваат и да ја променат својата реалност, ако ние тоа не го направиме. Затоа тешко е да ја ги правиш реалност, да ја правиш промената на својата реалност, меѓутоа, ако сакаш и знаеш што сакаш, тогаш мислам дека е изводливо. Да, некогаш можеби луѓето доаѓаат и во фаза кога веќе се во поодминати години и сметаат дека не доволно направиле во текот на својот живот. Можеби пропуштиле во минатото некои работи кои што требале да ги направат, но од дадени околности тоа не го направиле и сметаат дека можеби веќе е доцна да се промени реалноста. Дали постои доцна во терминот промена на реалност? Многу убаво кажавте, нели, дека многу луѓе, јас токму многу често на моите мотивацијски настани кога зборувам вака
индивидуално со луѓето разговарам и викам, знаете што, често пати на децата тоа им го кажам, знаете што викам, кога ќе направите, кога дојдете во некоја зрела возраст и кога човекот секогаш си прави едно салдирање што јас направи во животот, што можев да направим, што пропушти во животот, значи тоа е клучниот момент за да вие превземете некаква промена. Е прашањето дали сакате да се промените, односно дали тоа што вие како индивидуа го поседувате од уверувања кои што ви штетат, не ви се добри и така натаму, дали вие сакате тоа да го промените или не? Дали сте свесни дека ви е потребна промена или можеби ќе очекувате цел живот некој да се менува заради вас? Тогаш е веќе промашено, тогаш веќе е изгубен еден живот, затоа што животот ни се случува и ние треба тој да го живееме. И јас секогаш се водам од таа премиса. Не би сакала ако ќе дојдам на своји, многу зрела возраст, да надевам така дека ќе биде, и да кога ќе направам еден поглед, ретроспектива, што е она што сум можела да го направам, не сум го направила, сакам да направам што е можно повеќе за да имам помалку тага и грижа на совест, затоа што тоа е многу, ако веќе си имаме грижа на совест, тоа е дополнително тежнување на целата ситуација. Значи поентата е навистина да си го поставиме прашањето, да бидеме свесни за себе, дека ние од нас зависи се што сакаме да направиме во сопствениот живот. Значи, многу работи зависат од нас, од нашиот поглед кон нештата, кон ситуациите, односот кон луѓето, комуникацијата на работа, со своите најблиски, сето тоа е нешто на кое што ние треба да си поставуваме многу отворени прашања во разговорот со себе. И кога ќе си утврдиме или ќе си прифатиме дека ние една иста работа ја работиме 30 години, ама немаме резултат, очекуваме нови резултати. Не можеме да бидеме подобри да очекуваме друга реалност од она што ние, например, го правиме секојдневно едно исто. И тоа нема и не носи подобрување, нема подобар живот, нема поуспешен живот, нема посреќен живот. Затоа, јас ова денеска што го живеам, ние што го живееме, всушност се нашите мисли и замисли и реалности од минатото. Да. Тука ќе ги отвориме телефонските линии да им дадеме предност и на гледачите кои што можеби ќе сакаат да се вклучат во нашиот разговор. Секако зборуваме за промената на нашата реалност, она што секој еден можеби би сакал да го направи, да внесе некоја промена која што ќе го направи секој човек да се чувствува посреќно и поисполнето. Никогаш доаѓаме до остварување на нашите цели, сме ги поставили, веќе не знаеме што понатаму. Сме постигнале тоа што сме го сакале, сме дошле во некоја фаза кога можеби веќе нема ништо пред нас кое што не предизвикува. Што во тој момент? Јас не се согласувам дека не престои. Мислам дека секојаш пред нас престојат би предизвици. Секојдневно ние можеме да бидеме многу подобри од она што сме биле вчера. Прашањето е само, знаете, мислењето за себе кој што ги имаме, сликата за себе, перспективата која што имаме ние, всушност кои сме ние, како нашите родители велиме дека секој што го правиле недоброто за сите нас. Меѓутоа, можеби во текот на нашето детство, растење, понатаму низ младоста, со пријателите, со другарчињата, со околината, со колегите, ако ни кажале некој дека не сме доволно добри, например, јас не сум била доволно добра во математика. Јас сум го тоа ставила во својата глава дека не сум доволно добра. Тоа е едно лошо уверување кое што мене не ми користи. Можеби е среќата што јас сум се фокусирала во друга насока. Меѓутоа, замислете ако ви кажат, ако имате уверување од типот дека животот е многу тежок. Животот е секогаш многу тежок. Не е животот тежок ако вие го направите да ви биде поедноставен. Велиме како? Па еве да го откриеме како можеме да го направиме, да се радуваме на секој ден, да видиме што е тоа што ние можеме да направиме за некому да му биде денеска, нели убаво. Уверувањето од типот дека парите многу тешко се заработуваат. Уверувањето дека парите се многу лоши, тие што имаат многу пари се сигурно лоши луѓе. Тоа се уверувања кои што нам ни пречат. Лично на нас ни пречат во смисол на финансиската сигурност поголема и така натаму. Таквите уверувања не мора. Како да го правиме, треба да го смениме менталниот склоп. Значи, она подсвесно што ни се влежало во нашиот ум, дека не сме добри во ова, не сме добри во друго, не сме добри колеги, или изгледам дебело, не изгледам добро, не сум задоволен од себе. Сите тие уверувања, јас не ме бидува да бидам ова, јас не можам ова да го. Знаете, тоа е уверување кое што не ни носи напредок. Ние ќе стоиме во место и тоа навистина ќе се проектира во нашата реалност. Јас со сопственото лично искуство можам тоа да кажам. Значи, моите мисли секогаш биле позитивно насочени кон нештото што јас сакам да ги постигнам во живот. Например, сум имала цел да заминам од државава.
За таа цел да ја остварам, јас сум требала да учам јазик. Јас сум се нафатила да учам и јазик. Меѓутоа во моите мисли постојано јас не сум се викала, нема да заминам од Македонија, нема да успеам да заминам од Македонија, нема да успеам, нема да ми успее, зошто сега да давам пари за јазик, зошто да давам пари за тоа. Јас во своите мисли сум визуализирала, постојано сум имала слики на убави моменти од типот дека јас ќе одам негде, ќе патувам, ќе летам со авиони. Постојано го кажувам тоа како еден пример, нели? Мене тоа ми се случи. Јас навистина не заминав за Австралија, меѓутоа јас го поминав светот. Тие слики на визуализирање дека јас можам и ќе успеам и треба да направам, разбирате, тој позитивен пристап ми праќале сигнал во моето умо. Тие слики всушност станале мојата реалност. Значи, што ќе замислиме, тоа ќе ни се оствари. Доколку негираме и доколку гледаме лошо, тоа ќе го привлечеме. Знаете што, Сања, тоа е се во една добра координација и хармонија со емоциите. Значи, јас не можам да викам, да, јас сакам тоа да бидам, сакам тоа да направам, а да го имам чувството во себе дека тоа нема да ми се случи. Значи, мора твојата енергија внатрешна, што велат они твоите вибрации, да се одветствуваат со твојата желба и со чувството дека тоа веќе се реализирало. Јас сум манифестирала мал милион работи во својот живот. Токму од таквиот, можеби, јас не сум знаела, не сум ги читала книгите од младоста да ми биде тоа јасно, меѓутоа со текот на живењето јас сум се пронашла во книгите од луѓето кои што биле мудри, ги испишале своите искуства, дека тоа помага, добрата мисла, позитивната, секогаш во себе ставање на нови уверувања од типот денеска сум добра, моето здравје е супер, јас се чувствувам одлично, луѓето ме прифаќаат. Значи све она опозит, замислете, тоа е она лошото, односно непријатното уверување кој што не ни носи добро. Мене никој не ме прифаќа, со мене никој не сака да разговара. Па јас секој се чувствувам болно, ме боли ова. Ме разбирате, сите тие негативни, непријатни уверувања кои што не ви носат добро во реалноста, треба да се запрашаме и да се чекај сега, кои мои уверувања не ми носат добробит во животот. А кои мои позитивни? Сега, јас сум си ги ставила моите позитивни, дека јас сум здрава, изгледам супер, топ сум, имам енергија, сакам да работам, можам и ова да го направам. Ќе одам сега на следна фаза, сакам да напишам книга, ја пишувам, се гледам себе си како тоа стои, како излегувам во продавница и како ја презентирам. Сите тие нешта мене навистина ми се остваруваат. Јас сум на таа патека. И јас се чувствувам среќна, моите вибрации се позитивни и со помош на тие позитивни емоции да ја остварите, да направите својата реалност навистина да биде убава, е вистина, моја реалност. Да. Вие одлучивте секако да направите еден ваков настан каде што луѓето кои што ќе сакаат да дознаат како да ја променат својата реалност, ќе може да присуствуваат. Зошто токму на таков чекор се одлучивте? Зошто сметавте дека е потребно да една ваква работилница, еден ваков настан се случува во нашиот град? Па кажавме на почетокот, ние како луѓе многу тешко сакаме да се менуваме. Повеќе сакаме сите да се променат околу нас, отколку ние самите. Како викаат, биди ти првата промена која што ја сакаш. Значи, за да јас ги имам и добрите комуникации со луѓето околу мене, за да ми биде пријатно, за да не се чувствувам фрустрирано, за да не ги фрустрирам другите, туку напротив да се чувствуваат убаво во моето друштво, јас секогаш ги прифаќам такви какви што се, ниту пак сакам да ги променам. И ако луѓето прифатат дека можеби и тие треба да размислуваат на таков начин, чекај сега, што можам јас да променам кај себе? Ако не можам да ги променам луѓето, ниту па да влезам во кавга и во убедување да ја прифатат мојата реалност, што е многу погрешно, тогаш ќе имате фрустриран, незадоволен, знаете како еден живот во кој што ќе се чувствувате непријатно, неубаво, фрустрирано, анксиозно, депресивно и така натаму, ќе сакате сите да ги промените. Не, првата работа е видете што можете вие, пристапот кон нештата, кон луѓето, кон ситуациите, кон настаните да ги примените. Дали да ги прифатите? Дали ќе ги прифатите? Дали може да ги смените? Не, ако нешто можеме да смениме, тогаш ќе се обидеме да смениме, меѓутоа мислам дека секогаш е она што ние треба да се ставиме во таа дадена ситуација, да видиме како ние тоа сето ќе го прифатиме. Доволен е тој прв чекор, што значи желбата да се слушне како е и кои се методите кои што може да се превзема за да се направат промените и да се присуствува на овој настан, каде што како што кажавте вие ќе има пред се многу позитивна енергија и многу интересни и практични совети кои што може да допрат до секој еден кој што ќе биде присутен. Две навистина силни енергии на овој настан, вие и господин Џарко Костич досега имате реализирано доста успешни работилници и предавања. Да. Верувам дека
е и за вас поттик секако што поголем број на луѓе да дојдат и да го слушнат сето она што имате вие да го дадете како совети и како препорака. Да, јас знаете што се радувам на денот среда, затоа што знам дека има многу заинтересирани, што ме охрабрува, ме прави дополнително и среќна и мотивирана, не само мене, туку и Жарко, дека многу луѓе всушност решиле да нешто променат. Тоа е првиот чекор. Да, јас сакам нешто да променам. Ајде да видам како од луѓе кои што вистина во реалниот живот успеале со таквиот начин на гледање на нештата да променат и да го живеат животот таков како што тие го посакуваат, без фрустрации и така натаму. Со Жарко Костич сме правеле многу интересни наши, да кажам, настани. Јас би сакала да го спомнам во овој случај. Имавме еден многу убав мотивацијски настан на нашите ученици за да се биде кул на вистински начин, сакајќи да поттикнеме кај децата да бидат свесни дека насилството многу повредува. Односно, нели, меѓу се врсничкото насилство, булингот и така натаму дека повредува. Беше исклучителна соработката со Жарко. Ние во еден момент само се договориме дали ќе правиме, ќе правиме. Се видовме, само си кажеме што сакаме, бидејќи тој има огромно искуство, огромно знаење. Знаете, јас исто така учам од Жарко. Сите ние еден од друг си учиме, сме одлични со според нашата енергија, според она што како ставови, мислења, гледања ги имаме заеднички. И мислиме дека ова ќе биде навистина исклучителна и убава и успешен настан, со тоа што ви реков, доколку луѓето дојдат повеќе, мене ми дава една таква убава светла мисла дека има многу луѓе кои што сакаат да се променат и тоа е веќе многу добра работа. А тешко ќе ни оди на сите, меѓутоа искуствено. Јас би сакала сепак од искуствено, од животно искуство да кажеме како јас во дадени ситуација, како Жарко во дадени ситуации сме успеале да надминеме некои нешта, како да сме успеале да прифатиме некои нешта, како сме се занимаваме со тоа како ние да бидеме најдобрите. Зошто на луѓето им е тешко да го направат тој чекор кон промена на реалноста? Зошто е секогаш дилема дали е подобро да направам промена или пак можеби посигурно тука каде што сум, каде што веќе ми е сигурно, подобро да си останам на ова тло. За жал, очигледно е тоа така, каде што луѓето многу, знаете, секоја промена прифаќаат многу тешко било каде. Не зборувам лична промена, зборувам и воопшто општествена било каква промена или на работното место ако има некакви промени. Луѓето имаат отпор кон промените, тоа е еден научен факт дека луѓето тешко прифаќаат промени. Значи промената треба да се случи во нас самите и во менталната свест на нештата. Дека не можеме едни исти работи да работиме три. Јас не знам како, знаете што, мислам дека луѓето сме ние еден така неоткриен потенцијал во себе, да 100 години да живееме, ние не можеме да си ги откриеме сите таленти. Толку многу ги имаме. Јас цело време тоа го потикнувам. Јас пред 3 години станав мотивацијски говорник за деца. Го открив дека во тоа сум всушност најдобра. Сум работела и како наставник, меѓутоа сакам да кажам дека откривањето, истражувањето, ајде да видам во што сум добар. Да се прашам прво што сум добар. Ако ме прави несреќна работата, да ја променам. Да не бидам во работа, нели, и обкружена со луѓе каде што мене работата не ме прави среќен. Тоа е прво фрустрирачки, а второ е многу незгодно е за здравјето, затоа што знаете сите тие такви поттикнати емоции, потиснати емоции носат после здравствени проблеми. Научниците тоа го кажале, страда жлездата штитна, нели, ако ги сокривате емоциите, не ги искажувате така. Замислете ако одите на работа каде што вие не сте задоволни, а 20 години одите и понатаму на истото место, не менувате ништо, затоа што не сте се прашале или не сте си ги слушале своите емоции. Јас секогаш ги слушам своите емоции. Мислите ќе се слушаат, меѓутоа емоциите се тие што не кажуваат колку сме ние на вистинскиот пат. Тогаш кога нема да се почувствуваме пријатно, значи тоа е првиот сигнал кој што треба да ни каже дека ајде менувајте нешто, ова не е добро. И јас секогаш сум добар слушател на моите емоции и знам дека со емоциите мислам сум во одлична корелација и затоа сум и во хармонија. Затоа за мене нема фрустрирачки моменти. Јас знам да се справам со таквите моменти. Знам да ги прифатам она што зборуваме, нели, луѓето како што се. Да, промените треба да се прават во континуитет и во континуитет луѓето треба да го слушаат својот внатрешен глас и да бидат, како што кажавте вие, пред се задоволни самите со себе. Мени ми е драго што има кај нас вакви личности како вас кои што ги инспирираат и ги мотивираат луѓето околу нив. Верувам дека и овој настан, оваа работилница во среда, во
20 и 30, во 18, од 18 до 20 и 30 ќе собере голем број на луѓе кои што ќе сакаат нешто да чујат, а пред се секако да бидат и присутни на овој настан, редизајнираја својата реалност, верувам дека ќе има и своји продолженија за сите заинтересирани кои што ќе сакаат да ги видат промените во себе. Наде, очекувате ли вие дека луѓето ќе бидат доволно храбри да го направат чекорот и да ги направат промените пред се за лично за самите себе? Значи, ние ќе ги мотивираме со нашите лични приказки, успешни. Ако ги инспирираме, тоа треба, знаете, да биде добро прифатено, меѓутоа, после тоа тие треба да размислуваат што со себе, дали ќе го превземат чекорот, дали се сложуваат, дали се согласни и дали се цврсто уверени дека навистина ја сакаат промената. Сега, тој е оној разговор за кој што ја секогаш зборам, јас многу си го правам сама со себе и највеќе тука се чувствувам, како да ви кажам, во еден мој свет каде што си ги слушам и своите емоции, својот ум и така натаму и си велам што е тоа што треба сега да направам, што е следно што сакам да направам. Значи секогаш имам што е тоа следно. Ако нашите слушатели, нашите луѓе, нашите драги пријатели, познавајки не, јас ветувам дека ова е само една од првите наши заеднички, да ги кажам, проекти со Жарко Костич, за кои што мислам дека имаме многу што да дадеме, ќе следуваат и понатаму други, нека биде тоа некое изненадување за наредниот пат, меѓутоа ќе зависи од нашите слушатели. Дали тие навистина ќе се почувствуваат доволно инспиративно не само за во моментот кога сето тоа ќе го слушаат, туку и кога ќе се заминат дома, да навистина на еден лист си напишат кои се тие мои уверувања за кои што јас сметам дека животот е ваков или таков, или дека јас мене секогаш мислам, имате некојаш, на пример, ја имам луѓе кои што мои луѓе што ги сакам многу, често знам еден збор да им го искоригирам, не се вика така. На пример, јас Сања никогаш не сум го употребувала зборот немам. Може би неколку пати сум го кажувала. Например, и кога сум имала такви финансиски катастрофи во животот, за кои што сум благодарна што сум ги имала, затоа што сум станала тоа што сум, за да можам да кажувам дека денеска, знаете што цело време велам, од тога и кога сум ги немала, никогаш не сум го употребила зборот немам. Да. И секогаш велам, јас имам пари повеќе од колку што ми требаат. Јас секогаш имам пари повеќе од колку што ми требаат. Јас секогаш имам пари. Значи никогаш не сум рекла немам и кога сум немала, затоа што тоа уверување во мојот ум функционира многу успешно. И јас навистина работам многу, се трудам многу, му благодарам на Бога што и семејството ми е тако, мислам, каде што ние навистина секогаш сум навистина бескрено благодарна, не знам дали ќе звучам бескрено, меѓутоа секогаш имам за тоа што мене. И кога сум немала, мојот ум функционира на изобилие. Да. Дали ме разбирате? Ве разбираме, ми се чини од режија дека ни јавија дека имаме гледач, дали е така? Ало, добро утро. Дали имаме гледач, режија? Не, очигледно дека немаме, доаѓаме пополека кон крајот на разговорот, се прекина линијата. Дали вие сметате дека во Македонија веќе може да се одржуваат вакви мотивацијски говори? До неодамна беа сосема непознати, ги гледавме само по филмовите каде што мотивацијски говорници застануваа пред толпа на луѓе, ги инспирираа и ги мотивираа со своите приказни. Тоа сега се случува и кај нас во Македонија. Созреа ли нашето население за вакви настани? Јас би сакала да е тоа така и верувам дека е тоа така, со тоа што знаете што ние сите лично како луѓе, секој со своите најблиски пријатели, познаници, не е битно, секој има своја приказна која што треба да инспирира. Значи, ние треба да ги споделуваме успешните и убавите приказни за да бидат нечија инспирација и мотивација и да променат нечи живот. Токму тоа и е тенденцијата. Секој да си го каже што е тоа што за него е успешно и убаво, како дошол до таа приказна да биде успешна, како ги надминал сите оние предизвици животни за кои што сите ги имаме. Ме разбирате, ние сите поминуваме низ некаков период. Меѓутоа многу е битно како сите тие предизвици ќе пристапиме. Дали низ тие предизвици ние ќе сакаме да си наметнеме една реалност во иднина која што ќе ни донесе благодет, која ќе ни донесе едно спокојство, една убавина, една љубов, знаете, она љубов, прво љубов, затоа што сите ние се водиме од љубов или од страв. Да. Ако се плашам јас да превземам чекор за да не ми се смеат колегите ако нешто не направам, тогаш ништо нема да направиме. Ако одиме и по цена на било што, зашто сите ние не сме совршени суштества и не треба да бидеме, меѓутоа треба да го имаме во ум дека го имаме оној потенцијал кој што е неограничен и мора да си го пронајдеме во себе. Па кога ќе го пронајдеме, да сакаме тоа да излезе на површина, а како да излезе на површина ако ги променуваме уверувањето дека нас не бива за ова, не сме добри за тоа, ја парите што ќе ги земам секогаш ги
давам за ова, мене секогаш ми се случува да сум болна, јас секогаш имам проблем со, значи јас секогаш ми смени го начинот на мисла. Кажи го, ајде сега тоа смени го, значи секојдневно со моите луѓе јас тоа го и применувам. Не ми е потребна само еден ваков настан, меѓутоа тоа го правам секојдневно. Добро би било кога и другите со сигурно добри и успешни приказни да го споделат со нас. Да, ќе биде така, верувам и во среда на 20 од 18 часот за сите оние кои што ќе бидат дел од настанот редизајнираја својата реалност. Јас ви благодарам за гостувањето. Секоја промена е убава и кога ќе промениме нешто на себе, веднаш се чувствуваме посамоуверено и со многу поголема самодоверба, така да верувам дека и доволку направат сите оние кои што дојдат на овој настан некој чекор кон промена на својата реалност, ќе се чувствуваат пред се многу убаво и ќе чекорат сигурно по тој пат со позитивна и убава мисла и енергија каква што вие ќе им ја понудите токму на сите оние кои што ќе дојдат. И ви благодарам што ете и денес повторно бевте дел од нашата емисија и со вашата енергија секако допринесовте и за наше добро расположение. Ви благодарам, Сања, на сите вас имате општа покана, јас сите ги поканам кој би сакал да дојде нека повели и најсрекни би биле доколку ние на вистина промениме нечи живот. Нечи секојдневие во нешто подобро и поквалитетно. Ви благодарам и посакувам многу успех со овој настан и со сите следни. Ние се гледаме во некоја наредна прилика со повторно некоја интересна тема за нашите гледачи. Благодарам.